Судијата Илмедин Ферати не смел да го казни Менсур Пеазити построго од 2 години. Санкција која претходно ја утврди Гостиварска апелација, реагираа судиите од Тетовскиот суд. И судскиот совет се повикува на законскиот член, кој предвидува забрана за менување на пресудата на Полошо, во предмет во кој обвинителството по првичната 3,5 годишна затворска казна не сажалело, туку само обвинетиот. Согласно член 428 од Законот за кривична постапка, ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оцена на делото и на кривичната санкција. Според Сдруженијето на судии од Тетовскиот суд, нивниот колега Фератил постапил законски и 2 годишната казна е максимум кој можел да ја досуди, иако законскиот распон е од 1 до 5 години. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максималната дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на Полошо, реформатио ин пејос, како начело предвидено во Законот за кривична постапка. Во ситуација кога по барање на обвинетиот Врховниот суд ги укинал пресудите и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување и поради оваа забрана, новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот, ниту во однос на правната квалификација на делото, ниту во однос на кривичната санкција. Судскиот совет го анализираше предметот и попладнево го објави известувањето, во кое хронолошки е наведено како течело судењето. Од првата пресуда донесена на 30 ноември 2023 година до понеделникот. Во овој извештај, но и од јавно објавените пресуди може да се забележи дека вичата јавна обвинителка на седницата во апелација се согласила на Пеазити да му биде изречена поблага кривична санкција. Гостиварска апелација утврдила дека 3,5 годишната казна која првично ја досудила сега пензионираната судика Верка Костовска е престрога и дека 2 годишната казна е соодветна санкција која ќе ги исполни целите на казнувањето. Врховниот суд ги укина двете пресуди и го врати судењето на почеток. Судиите од Тетово денеска апелираат и до сите чинители во општеството да не се користи оваа пресуда за несоодветни напади на судиите, стигматизирање и јавен линч, заради постигнување на други цели, бидејќи на тој начин се нарушува угледот на судиите и се задира во независноста на судството.